Пред стартот на третиот круг од првата македонска фудбалска лига, Вардар обезбеди плюс 3 бода предност во однос на Шкендија. Најтрофејниот македонски фудбалски клуб е на врвот со 55 бодови, 3 повеќе од актуелниот шампион Шкендија, со тоа што тетовскиот тим го одржи второто место. Сега се отвара простор за Струга да го напаѓа второто место бидејќи има 47 бодови, 5 помалку од Шкендија, додека пак Силекс е на четвртото место со 39 бодови. Вардар во рамки на 22-то кол успеа со минимални 0-1 да слави над Силекс во Кратово, а при тоа го искористи времето на Шкендија со Брера играјќи 1-1 во Тетово, а пак Струга убедливо го декласираше Шкупи со 5-0. Останатите екипи ги очекува борба за опстанок во елитата. Башкими врза втора победа во низа, откако со 2-0 ја доби Македонија Ѓорче Петров и засега е сигурен на петото место со 32 бодови, пред Тиквеш кој е шести со 30 бодови, а тимот од Кавадарци го доби Пелистер со минимални 1-0. Во зоната за директен опстанок се наоѓа Брера Струмица како седма со 28 бодови, како Струмичињу своја голем бод од тешко гостување во Тетово. Арсимија во бара зоната како осми со 26 бодови, откако дебитантот загуби од Работнички со 1-0, а во бара зоната е и тимот на Македонија Ѓорче Петров со 23 бодови. Пелистер по комплетирањето на двата круга е во зоната за директно испаѓање во втора лига како 10 со 21 бод, а пак Работнички е предпоследен со 16 бодови, со тоа што сега романтичерите имаат реални шанси да се спасат. Дното е Шкупи со 1 бод и веќе тимот од Чари се подготвува за испаѓање во втората македонска фудбалска лига за следната сезона.